Градот е само едно од средините каде човекот е одомакинет за живот. Но, каде и да одиме, нашето тело и самото е домаќин. Вирусите и бактериите ги носиме и споделуваме со секој контакт. Некои се добри, но лошите можат да бидат опасни по здравјето. Најчеста последица се цревните зарази. Близу 15.000 жители на Македонија и годинава ќе заболат од нив. Најчесто затоа што некој не си ги измил рацете, садовите или храната. За решение на овој проблем, докторите од секогаш имале многу едноставен совет – хигиена. Па сепак, во 2015 година се заразиле повеќе лица отколку пред 10 години. Тоа ни беше и мотивот да дзирнеме во светот на бактериите и тоа на местата кои што најчесто ни се прирака. Каде има најмногу бактерии? Законите не дозволија да тестираме предмети кои не се наши. Па изборот се стесни на нашата канцеларија. За примерокот подготвивме повеќе предмети кои што редовно се употребуваат во секоја куќа и канцеларија. Но, например, зедовме 2 тастатури, од кои што едната решивме пред да се земе примерокот, да исчистиме со средство кое што секој од нас го користи дома. Подготвивме телефони, тастатури и далечински управувачи, од кои еден примерок беше штотуку исчистен, а другиот не. Листата заокруживме со банкнота, работна површина од биро, чаша измиена со сунгер и сјај и квака од влезната врата. За резултатите да бидат кредибилни, го ангажиравме Институтот за јавно здравје. Вообичаено не прават вакви анализи, но направија исклучок во име на јавниот интерес. Ние се подготвуваме веќе полека. Пред малку исчистивме дел од предметите со неко општо средство за хигиена. Дали тоа ќе прави проблем на резултатите или? Ќе видиме колку е ефикасно. Има некоја специфика при замањето на брисеви? Да. Значи, брисевите се земаат влажни, навлажнети во течна хранителна подлога, во случајот е декстрозен булјон, за да може, нели, пошто е влажна површината на брисот и поубаво да се залепи материјалот од местото кај што се зема. Сега одиме брисот пар. Што очекувате за брисот од парите? Ќе покажат резултатите. Не можам да кажем ништо. Ајде баш да видиме. До сегашните вакви слични тестирања што ви покажуваат кои предмети се вообичаено највалкани? Оние што се во општа употреба? Па не знам да ви кажам, ние кај нас најчесто работиме, нели, земаме брисеви од болнички средини, каде што очекуваме да биде хигиената на повисоко завитно ниво, нели, и не очекуваме да најдеме бактерии. Има некој временско ограничување во кое што треба да се анализираат податоците? Колку е можно побрзо да се достават во лабораторија и да се обработат, толку е подобро, затоа што секој одолго влечување доведува до сушење на брисевите и тогаш не можеме да бидеме сигурни во точноста на резултатите. Најкасно за 2 часа најдоцна зборува.
После земањето на материјалите се доставуваат во лабораторијата, каде што уредно се внесуваат во нашите лабораториски дневници и добиваат наш лабораториски број и после тоа се пристапува кон припремање на подлогите на кои што треба да се насадат брисевите. Од кога ќе завршиме со садење на брисевите, подлогите ги ставаме на инкубација во термостат и после 24 часа следи првото читање, значи се гледаат директните крвни плочи, што има пораснато и дали има суспектни патогени бактерии кои што треба да се детектираат и да се докажат. И се гледаат течните подлоги дали има заматување. Читањето на резултатите по 24 часа го презеде специјалист микробиолог. Прво се издвојуваат примероците од предметите, каде речиси и да немаше бактерии. Чистен телефон, користен телефон, чистен далечински управувач, бриз од квака на влезна врата и бриз од чиста чаша. Тие беа нема ниту пораст на крвната плоча, ниту беа заматени гликозните бујони. Дел од предметите покажаа можно присуство на лоши бактерии. 3 примероци од вчерашните засадени. Најдовме евентуално пораст на некои евентуално патогени бактерии, кои што тоа допрва треба да се докажува дополнително. Тоа се бриз од тастатура користена, бриз од користен далечински управувач и бриз од пара. Останатите одат на реинкубација, значи повторно инкубирање и утре повторно ќе ги разгледуваме. Никогаш не може само со гледање на колониите да се каже дали е патогена или не. Веднаш од прво гледање мора да се направат дополнителни испитувања и реакции. После 48 часовна инкубација, повторно ги читаме гликозните бујони, односно хранливите течни подлоги, дали се заматени, во нашите случаи не се, и ги читаме крвните плочи, на кои што беа засадени матните бујони после 24 часа. Генерално зголемено присуство на бактерии имаше на површините кои што не беа исчистени претходно, а намален број или воопшто немаше бактерии на исчистените. Најмногу бактерии, бактериски колонии порасна од примероците банкнота, нечистена тастатура и далечински управувач, посебно на неисчистените, меѓутоа имаше и во исчистените примероци после чистење. Генерално овие бактерии се непатогени бактерии. Во некои посебни услови секоја бактерија може да стане условно патогена, така се нарекува тоа, меѓутоа тоа се посебни специфични ситуации кои што се поврзани со имунокомпромитирани пациенти, ние ги велиме, или особи, така да во секојдневното живење не се бактерии кои што представуваат проблем или некаква закана за здравието на пациентите. Се на се, најмногу и најразновидни бактерии се населиле на површини кои ги допираат повеќе луѓе, а кои не беа исчистени непосредно пред да се земе примерок. За среќа, ниту една бактерија не беше опасна за здрав човек. Në mënyrë gjenerale, secila sëmundje ka mënyrën e vetë të përhapjes, si përhapet prej pacientit në pacientit.
apo prej njeriut në individ tjetër. Numër i madh i bakterieve apo viruseve, po edhe parazitëve sidomos, transferohet përmes mund të themi durve të papastra, përmes objekteve të cilët shërbejnë si transfer, përmes ajrit të ndotur. На површините кои што ги тестиравте кај нас, најдовте бактерии. За среќа не беа патогени. Но дали тоа значи дека на истите површини може да има и бактерии од кои што човекот може да заболи? Është e vërtetë se njeriu jeton në një botë ku është i rrethuar nga mikroorganizmat. Një numër i vogël nga ato janë patogjene. Nëse numri më i madh i atyre është jo patogjene, mund të themi janë si florë normale, të cilët jetojnë pra në sipërfaqen e njeriut, edhe në vendet të ashtu quajtura si primare jo sterile. Organizmi kompetent, pra një organizëm i cili është imunokompetent, është në gjendje të lufton edhe me numër të madh të bakterieve patogjene dhe të eliminon. Qoftë edhe ato nëse deportojnë ndonjëherë nga barierat, mbrojtëse të organizmit. Gjithmonë problemi është te personat të cilët kanë imunitet të dobësuar, qofshin ato themi fëmijët e vegjël, qofshin moshat e shtyra, qofshin pacientat kronik, të cilët në vetë bartin pra sëmundje, siç është për shembull diabeti apo sëmundje tjera, të cilët e zvogëlojnë imunitetin. Në atë rast, nëse në ambientin që na rrethon gjenden bakterie patogjene, atëherë ato kuptohet se janë në rrezik më të madh që të zhvillojnë sëmundje nga ai shkaktar. На крај, направивме уште 2 теста. Спртете ги рацете. Еден примерок од дланки измиени пред 2 часа. Сега може да ги измиете рацете. Втор примерок. Веднаш по вообичаено миење од 30 на секунди. Рацете имаме покрај кој е глаза негативен стафилокок, кој е стандарден жител на рацете, на кожата од рацете, има и бацилус, бета-суви колонии, кои што ќе ги нотираме. Препорачано е подобро миење. Тоа на немиени раце и на миени имаме само гама албус и помал број на примарната плоча, што значи нема патогени бактерии, се одговара. Или народски кажано, и на измиени раце има бактерии. Но, отстранети се оние кои се потенцијално опасни. Përfundimisht kisha pas dëshirë që të kuptohet nga ky emision të merren them këto praktikat pozitive të larjes së duarve paraprakisht. Sidomos te fëmijët, sepse numri më i madh përmendëm i infeksioneve dhe infestacioneve me parazit ndodh pikërisht te fëmijët me disa sëmundje karakteristike, ndërsa për anviset dhe anvistrit të kenë shumë kujdes me ushqimin. Më thonë, larja e ushqimit të freskët, pra pemëve, sallatave, dhe ushqimi i cili ka qëndruar disa ditë mos të përdoret për konzum, se mund më tepër të bëjë dëm, se sa të përdoret si ushqim. Prandaj, shkaqet kryesore të paraqitjes së atyre sëmundjeve janë pra ushqimi, mënyrat jo mund të them praktikat jo higjienale të përpunimit dhe të ruajtjes dhe të konzumit të ushqimit. Kur them edhe të përgatitjes, ka disa shkaktarë të sëmundjeve të cilët kërkojnë përpunim termik në temperaturë të caktuar dhe në kohë zgjatje të caktuar. Pastaj disa shkaktarë, konkretisht parazitët, ato krijojnë ato transferohen përmes vezëve të tyre, të cilët janë shumë rezistente ndaj kushteve të jashtme dhe kur vinë në kontakt me duart e palara, atëherë rrethi mbyllet, me hyrjen e tyre në gojë dhe në sistemin digestiv, ata zhvillohen domethënë parazit të rritur dhe fillon infestimi apo paraqitja e simptomeve nga ata parazit.
Вирусите и бактериите се насекаде. Околу човекот и на човекот. Ниту постои начин, ниту е пожелно да ги отстраниме сите. Некои бактерии се добри, но лошите и годинава ке разболат десетици илјади во Македонија. Полни амбуланти и испразнети паричници се само дел од последиците. А решението се чини толку едноставно.